Неодложен почеток на пристапните преговори за членство во Европската Унија и прием во НАТО побара денеска македонскиот председател Ѓорги Иванов на средбите со неговиот словенечки колега Борут Пахор и председателката на Хрватска Колинда Грабар-Китаровиќ. На средбите што ги оствари во рамки на учеството на Самит 100 што се одржува во Порторош, председателот Иванов ги информираше председателите на Хрватска и Словенија за актуелната политичко-безбедносна ситуација во Македонија, оценувајќи дека политичката криза и бојкотот на институциите трае предолго. При тоа ја нагласи потребата и очекувањата политичките лидери преку политичкиот диалог наитно што може да дојдат до решение кое што ќе биде во интерес на граѓаните и евроатлантската интеграција на земјата. Најзначајно е, истакна председателот Иванов, нормализирање на политичкиот диалог и сите предизвици во рамки на институциите согласно уставот и законите. Од друга страна, деблокадата на евроинтегративните и евроатлантските процеси на Македонија, кои во голема мера имаат влијание врз актуелните состојби, може само позитивно да се одрази во целиот регион, нагласи Иванов и изрази очекување дека Словенија и Хрватска, како и земјите од Брдо, Бриони процесот, ќе дадат силна поддршка за неодложен почеток на пристапните преговори. Попладне на агендата на самитот е панел дискусија на председателите од регионот насловена како нов договор за нова ера, на која ќе се обрати и председателот Иванов. Покрај него и домаќинот, словеничкиот председател Борут Пахор, на самитот присутни се и председателите на Хрватска, Црна Гора, Косово, Босна и Херцеговина и министерот за економија на Србија Желјко Сертич. Комесарот за европска соседска политика и преговори за проширување Јоханес Хан утре во Македонија ќе пристигне со документ понуда за решение на политичката криза, но и со понуда за напредок на земјата во евроинтеграциите, доколку премиерот Никола Груевски и лидерот на социјалдемократите Зоран Заев постигнат договор. Како што јавува дописникот на МИА од Брисел, високи извори од Европската комисија што инсистираат на анонимност, информираат дека Хан ќе инсистира врз основа на неговиот документ, кој е непознат за јавноста, да се надмине политичката криза во Македонија, со тоа што ќе понуди и награда за земјата, односно неформален почеток на така наречениот скрининг процес на Македонија со Европската комисија за клучните поглавја при отворањето формални преговори за членство во Европската Унија. Скрининг процесот е споредување на македонското со европското законодавство и се случува откако Европскиот совет ќе и даде дозвола за отворање на формалните преговори за членство. Поддршката за членство на Македонија во Европската Унија се уште е голема и непроменета во споредба со лани. Факторот промена на името на државата кај значителен дел од граѓаните е влијателен при нивната поддршка за евроинтеграцијскиот процес. Мнозинството граѓани поддржува влез во Европската Унија без отстапки за името на државата во дури 58,8%, додека близу 1/4, односно 23,8% поддржуваат влез дури и со отстапки за името. Членството на Македонија во Унијата него поддржуваат 13,6% од испитаниците. Македонија денеска емитуваше 14-тата емисија на обврзници за денационализација во износ од 9.500.000 евра. Министерството за финансии информира дека со оваа емисија опфатени се сите правосилни решенија за денационализација од 1 февруари 2014 година до 31 јануари 2015 година, за кои како надомес се доделени обврзници. Дизел горивата од ноќеска на полнок поевтинуваат за 1 денар по литар, а цената на Евро Супер БС 98 се намалува за половина денар, одлучи Регулаторната комисија за енергетика. Со одлуката се врши намалување на рафинериските и на малопродажните цени на нафтените деривати во просек од 2,13, односно за 1,68%. Нова терористичка група во Грција, наречена милициска организација Популарна правда, ја презеде одговорноста за убиството на главниот управник на затворот Домокос во Стилида, Макис Галаманс, на 21 февруари. Соопштението на групата е објавено на интернет страницата со антидржавни содржини Инди Медија.